единствен аргумент за овој амандман е тоа што тие можат да посечат неколку земји, дека тие имаат фискални правила вградено во нивните највисоки акти. И толку приказката за тоа завршува. Не постои ниту еден друг аргумент за воведување на фискални правила во Уставот на Република Македонија. Прво, нема единствен и јасен одговор за тоа колкав може да биде јавниот долг на една држава. Нема прецизен одговор, теоријски дефиниран, стручно, консенсуално прифатен и така натаму. Тоа не постои. Одговорот секогаш треба да се бара преку континуирана демократска јавна дебата и промислување во рамките на ограничувањата што се испречуваат во дадениот момент, во рамките на целите на едно општество што сака да ги оствари во одредена етапа на својот развој. Но тоа бара демократско општество. Не автократско, не деспотско, не криминално. И преку таква дебата, вие континуирано оценувате и преоценувате дали сте во безбедни граници или не сте во безбедни граници. Дали трошите рационално или нерационално. Второ, капацитетот за задолжување е различен на секоја земја. На секоја земја. Границата од 60% од БДП впишана во договорот од Мастрихт како обврска за земјите од еврозоната, не за овие надвор, никогаш не е објаснета од стручно-теоретска гледна точка. Таа граница не е еднакво безбедна и еднакво ризична за сите земји. Истресена е по чувство, главно поради воведувањето на еврото во заедница која што не е држава. Тоа чувство, тоа знаење дека нема држава со фискални ингеренции, со комплетни овластувања за да интервенира и како една предпазливост ќе рекле членките во тој момент при усвојувањето на договорот, 60 нека биде. И тие немаат ни едно теоретско објаснување. Не можете да прочитате никаде таква работа. Четврто, направените емпириски анализи говорат дека се случиле бројни банкротства на држави на ниво на јавен долг значително, далеку под 60%. И јас ја спомнувам повеќе пати, има и други. Книгата на Рајнхард и Рогов, ги знаете, тоа се светски економисти, кои што 800 години банкротства анализираа и кои што можете да видите колку пати банкротирала Грција, на кое ниво, Русија кога банкротирала, латинско-американските земји и ќе видите таму надалеку под тоа ниво има едно чудо банкротство. Ако некој продава теории дека ова нас не обезбедува. Петто, безпредметно е да се говори за ниво на јавен долг и да се вели дека ова за нас е оптимално, ако нема одговори на некои други претходни важни прашања, како на пример, со колкаво јавно богатство располага една земја? Со колкаво јавно богатство располага Македонија во однос на националниот доход и одделно како маса? Имаме ли бројка ние за Македонија? Има ли проценка за националното богатство? Има ли статистика? Има ли истражување за тоа? Нема. Не постојат. Колкав е износот, вредноста на приватното богатство во однос на националниот доход и на националното богатство, јавно и приватно заедно, во однос на националниот доход. Оти ако заглавите утре, вие треба да имате база од каде треба да земете да го покриете тоа што го должите, инаку ќе ви ги запленат сите бродови, летови од странство да си ги наплатат долговите. Значи треба да знаете која ви е масата, капацитетот, колку може да издржат луѓето во Македонија да ги репнете сега после овие авантури, да им ги качите даноците на имот, на доход и така натаму. И треба да имате анализа со тоа, аргументи треба да имате за тоа. Каква е меѓународната инвестициона позиција на државата? Еден индикатор што го објавува Народната банка од пред неколку години го воведовме. Што покажува овој показател? Меѓународна инвестициона позиција. Овој показател покажува колкава е активата на една земја, во случајот на Македонија, во странство.
колкави побарувања по разни основи има Македонија од странство. Во вид на акции, во вид на хартија од вредност, во вид на депозити, во вид на инвестиции директни и така натаму. И колкава е активата на остатокот од светот во Република Македонија. Што покажува анализата на овој податок? 2006 година ние сме биле во минус 37% од бруто домашниот производ. 2014 година тој минус е над 60% од бруто домашниот производ. Например, разликата е близу 5 милијарди во полза на странците што поседуваат во Македонија. Овој концепт на распродажба, концесии, отстапки, 300 чуда, овој концепт ја прави Македонија се повеќе поседувана земја од странство. И вие тогаш не можете да водите економска политика туку така. Вие ќе се изврзете со сите тие договори и обврски, ве поседуваат. Овие луѓе не разбираат што е глобализацијата. Во глобализација има губитници, има добитници. Овој концепт наш е губитнички концепт. Ние сме на страната на губитниците. Шесто, фиксирањето на јавниот долг го невозможува водењето на антициклични економски политики. Спомна господин Беџети. Во добри времиња вие треба да штедите, да акумулирате. Во лоши времиња вие треба од акумулираното да интервенирате, да вбризгате. Ако вие сте оцениле дека е ризично ниво 60% и го достигнете, и ако треба наново да интервенирате, каде ќе одите? Што ќе направите со земјата? Уште еден свеж пример. Српскиот јавен долг во овој момент е 63% од бруто домашниот производ. Еве ја границата. Србите денеска ги намалуваат платите и пензиите, дефицитот им е голем, треба да преговараат со Меѓународниот монетарен, не можат да ги исплаќаат на ниво од јавен долг 60%. Македонскиот јавен долг се ближи кон 60%. Сите скриени, ако се откријат, тој е значително над 50%. Не постои законска и уставна норма која може да ја заштити земјата од прекумерно задолжување, ако земјата биде начекана од неодговорна власт, а Македонија е начекана од неодговорна власт, сите други го возможуваме тоа, каква што досега се покажа оваа гарнитура. Ако нема здрави демократски институции, ако нема доволно свесност за тоа што ни се случува, што ни се прави. Било што да пишува во кој закон и устав, неодговорна власт ќе го згази. И уставот на Сталин беше демократски устав. Па изеде повеќе од 20 милиона руски крем граѓани. Еве го најновиот доказ. Тие ни велат 60% е границата на јавниот долг. Вчера насилнички носат закон за измени на законот за јавниот долг, во кој што ја редуцираат дефиницијата и тие 60% што мислат да ги стигнат, за да ги завршат овие проекти небулозни, нема да бидат 60% веќе во истиот момент.